Добар ден, почитувани наши гледачи. Добар ден и денеска од Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска ќе имаме едно убаво музичко кулинарско шоу во кое што вие и ќе се забавувате, но и ќе научите еден нов рецепт од нашата гостинка која што денеска ќе го подготви. Се надевам дека ќе ви бидеме интересни и затоа поминете си 30 минути убави со уживање, можеби со кафенце, чајче или напиток кој што вие си го сакате. Откако ве поздравуваме вас, нашите редовни гледачи и оние кои што можеби за прв пат не гледаат, си ги поздравуваме пријателите на емисијата. Започнуваме со Стокомак и гледаме дел од производите од Стокомак. Ние имаме тука еден мал дел на производи, но секој пат кажувам, па и еве и денеска, дека сите намирници кои што нам ни се потребни за нашиот рецепт во работните денови од понеделник до петок ни пристигнуваат токму од Стокомак. Затоа си ги поздравуваме, а вие доколку вам нешто друго ви е потребно, се разбира, посетете ги големите маркети и ќе си пронајдете продукти кои што на вас ви се потребни. Да ги поздравиме Стокомак и за новата продажна линија, така наречена Македонка, налепници црвени Македонка, залепени на посебни рафтови, каде што се продаваат македонските производи од македонски производители. Затоа си ги поздравуваме македонските производители. На вас добар апетит, а на нив берикет во джепот. Нели така? Поздрав за нашите пријатели. Да си ги поздравиме пријателите од мини трговскиот центар, така наречен МОС. Се наоѓа на Пластичарската улица до мостот. Мини трговски центар во кој што можете да најдете апарати за домакинството и се за домакинството, се за вашиот дом. Навистина изборот е премногу голем, каде што можете да ви го освојат срцето и поскапи артикли, и поевтини артикли, и средна цена, како се вели, но има и навистина премногу ексклузивни производи кои што еве ги препорачувам за оние кои што се ситничари во вкусот. Затоа посетете ги МОС и купете си производ кој што вам ви се допаѓа. Да си ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско су во меснати производи, по вкусот ненадминливи и се разбира производи кои што ги сакаат и младите, и малечките, и возрастните. Затоа, кога бирате, бирајте ПК Беско. Поздрав до нашите пријатели од ПК Беско. Еве си ги поздравивме нашите пријатели кои што се заедно со ова наша емисија Гответе со Дракче. Верувам и ваши верни пријатели за во вашиот дом кога купувате производи. Мојата денешна гостинка е гостинка која што јас многу ја сакам и таа тоа го знае. Се знаеме долго време, некаде од 2012 година, била гостинка во повеќе емисии, но не готвевме никој пат заедно. Денеска ќе готвиме заедно, а таа многу убаво пее, има раскошен глас. И денеска ќе не освежи со убава песна. Мојата Јованка, а таа уметничкото си вели Јованка Јо. Ајде да видиме, Јованка, добре дојде. Добре ве најдов. Благодарам. Добре ви дојде. За убавата најава. И драго ми е. А вака кога ќе ми речат, ја не знам како да се Многу ми е убаво што денеска еве ќе правиме и интервју за тебе, но и ќе ни спремаш еден твој специјалитет. Како беше, крушевски? Не, тоа ќе го направиме следен пат, крушевски питулици со лукче. Повели од оваа страна. А сега ќе правиме гибаница. Гибаница, питулиците биле потешки од кора по кора се местат. Не се тешки, само сака повеќе време. Подолго време треба. Од дома да направиш една тепција и една тука. А сега и за гибаницата прво почнуваш со смесата, а потоа прво започнуваме. Дали може да ги поздравам прво гледачите? Така, можеш. На Гответе со Дракче, да имаме убав ден и се надевам ќе ви се допадне рецептот, навистина е брзо. Така, да биде интересно. Јас ќе ти додадам тајнирче за лушпите. Може во истото. Може во истото. Добро. Значи ставаме 4 јајца. Ова е многу брза рецепта.
Некогаш нели излегуваат некои непланирани обврски, па времето за ручек е пократко. Пократко и гледаме да биде што побрзо и а да биде вкусно. Како сакаме, е многу брзо, многу вкусно. Па добро, за некои случаеви не може секогаш, ама некогаш може. Додаваш јајца. Да, малку ги матиме. Ти дадов и виловче и мателка, ма полесно е со мателка. Полесно ми е со мателка. Така, тамо ти е јогуртот одмерено. Значи некој редослед нема, еве јас се одлучив тоа да биде јогурт. Како што ми напиша, се по мерка. Додавај ми ги празните танирчиња за да ги повлекуваме, ете така, за да може да те следат камерите. А Драгче, вака е многу убаво, може и дома вака да ми асистираш. Така, добро. Ете. Би било баш... Нели лесно се ти... Многу олеснително. Олеснително и затоа тука ми се распеани гостите, како што и ти денеска ќе пееш. И затоа чекаме да ги направиш прво смесата. И ова ќе ставиме, малку ќе видиме ако има потреба. Ако има потреба, тука нека стои за да те следат камерите што правиш. А инако јас дома, кога припремам, Припремаш без камери. Без камери. И ти е полесно. И не нашминкана. И не нашминкана. Да, сега не знам дали да има малку трема. И знаеш што ќе направам? Сега ќе одвојам белката, ќе ставам во смесата. Ајде, јас да ти го малку плекчето. Не добро наместена хартијата, јас не сум ја местела. Јас ја местев, Драгче. Затоа ми е, мене чудно ми дојде, викам, јас што ми ја немам наместено. Хартија. Значи, жолчката ќе остане за крај. Така. Јас само ќе те замолам да ми дадеш една хартија, само да салфетка да се избришам. Еве ти ги пред тебе. Ќе ставиме сиренце, тоа е по желба, по вкус, кој како си сака, нели? Може да се додадат и други работи. Тоа си одлучуваат сами тие што готват. И за тие што готват. Тие што готват и тие што сакаат да готват и тие што сега ќе се научат. Ете така. Добро. Ајде. И јас ќе си барам песна, за да и биде лесно, за да не се срами кога готви. Ајде, бараме песна. Празни зборови, се што ми рече, за 2 дена го одрече. Зар имаш лице пред мене да излезеш? Зар не се срамиш во очи да ме погледнеш? До кога ќе доаѓаш, пак ќе ме молиш, но веќе не ти простувам. Зар имаш лице пред мене да излезеш? Зар не се срамиш во очи да ме погледнеш?
Што да сторам за да те заборавам? Не мисли на него. не мисли на него. Не, ја имам и друга филозофија. Ако била вистинска љубов, нема да се заборави. Така е. Добро, така е. Убаво. Ајде сега да ми се пофалиш за фестивалските песни и за Тумба Фест, за Валандово. Беше прекрасна, беше добро, убаво на сцена. Јас се чувствував прекрасно и минатата година на Валандово и на Тумба Фест. И оваа година на Валандово, значи беше преубаво. Преубаво. Посебно мене ми беше драго што тие музички легенди кои што творат се уште. Сум растела со нивната музика и јас бев на сцена заедно со нив, така се најде, нели, велиме, тоа едно чувство да се најдеш со великаните на исто место. Така, нели, убаво така, нешто. тоа ми беше навистина прекрасно и обично немам навика да се фотографирам, меѓутоа со нив беше многу, нели? Добро, па убаво. Сепак спомените се во фотографиите, нели, во чувствата. Има и моменти кои што се памтат, значи тоа беше за мене беше навистина едно неверојатно доживување. Цел ден бев некако радосна и среќна и благодарна на Бога што ете така се случи оваа година. Мислам дека песната мене ме избра да ја пеам. Малку не ни достасуваат кори, но само за 2 корички распоредија и ова ситницава и јас ова го собирам. Без оглед сценски, Валандово е некако прираснат на срце на нас, македонците, затоа што си го сакаме како фестивал, затоа што вреди. И постои многу години и треба да постои за ново создадени македонски песни. Точно, точно. Сега ја помачкуваш со... Ја помачкувам, а дали ова го сипуваш? Па може. Ајде, за да... Како беше, бидејќи си од Крушево, да не се фрли, нели? Ќе одиме по влашки, нели, да не се фрли. Така и мајка ми ме учеше, значи, да не се фрли. Ај, да не се фрли, има кој да руче. Да, и кога работиш да ти види околу чисто. Така да, сега со асистенција, уште почисто. Да си ги поздравиме пријателите во Крушево и твоите родители кои што мајка ти сега, бидејќи она ме гледа и се радува на секој мој настап и уште одамнина е твојата голема поддршка. Точно. И Игор да го поздравиме, Блажевски Игор, затоа што тој те обожува, работи во куќата на Тоше. Да. Прекрасно. Едноставно двај чекаше кога ќе ми ја викнеш Јованка. Навистина. Фала, Игорче. Ќе викнам Јованка, како можеме да ја заборавиме. Е така, одлично. Жолчка само се става, нели? Да. Сега додаваме сусам. Сега додаваме сусам од озгора. Колку лесно ова го направи и мажите може да прават ваква гибаница. Стуткај, стави, нема... Ај, вели, како беше ово што не можеш да го заборавиш? Да направи една гибаница. Не, драгче, значи, песната мене ме избра, значи, јас стварно немав... Не ја препознав од прво, но како ја пеев и... Мислиш, не можеш да почувствуваш балада, зашто не се наоѓаше во баладите, ама убаво ги пееш. Не се наоѓам, јас сакам брзи песни веќе, ама не знам некако луѓево како да навикнеа дека ја... Сакат весело да се слуша од тебе. Да, ете балади испадна, меѓутоа за некои следни фестивали, предстои Тумба, не откриваме за следно, здравје Боже. Има весело да се игра. Да, нешто побрзо сакам, да. Одиме во Рерна. Одиме. Колегите да го доловат моментот. Ајде. Затоа што гибаницата јас ќе ја следам. Ете така. А Јованка ќе пее. Може. И ќе готви. Само да измијам рац. Ајде, повели ти, а јас тука масата ќе си ја средувам, ти таму средувај си ги рацете, колеги. Нели, заеднички вика да си споделиме работите кои што ни се потребни за овде. Добро. Добро. Не ставивме престилка, меѓутоа... Ти престилката си ја заборави. Ајде, пеј. А добро, немаш некакви потреби. Може да пеам, може. Можеш да пееш. Sa srce polno želbi iskreni,
Благодарам. Во целиот овој текст, на вистина убав текст, но викаш вака, абе, парче душа ми зема. И како си живееш ти сега без едно парче душа? Па добро, сега сите текстови не се вистински. Така, нели? Како можеш без парче душа да си живееш? Ке си ја возобновиш, нели? Повторно. Па да, душата не може да се живее без неа. Тоа е само символично кажано. Така, да. Сакав да се пошегуваме малку, затоа, нели, и такво прашање постави. Те восхитува големата сцена. Многу одамна кога јас и ти направивме интервју, ми викаш, еле, многу се имам трема на голема сцена, а сега си веќе бомба за голема сцена. Значи, еве да шепнам. Се уште имам трема, но изгледа знам како да ја прикрием. Да ја прикриеш. Да, на Валандово имав навистина трема, ми се тресе нозет. Смеј се кога имаш трема. Па се смејам, меѓутоа... На смевката ќе ја губи тремата. Сепак големите имам сцени... се уште, но најверојатно сум научила да ја совладам, да ја прикрием. Добро, дај Боже понатака да се губи се повеќе. Новелата е малку и позитивна трема. Добре малку да има, да, за концентрација, за... Да останат мислите сконцентрирани. Комплетно. Да си ја дадеш и вратиш душата. Е така, не? Ете така, некако може. Добро. Текстовите ги бираш сама или? Текстовите, да, ги бирам. Многу сакам да пеам си се обираш друштво вака? Да одлучите поголемо друштво која песна е за тебе? Не, за Валандово, значи беше... Ми ги испрати Томислав Коцевски Пепси демото, нели, за песните, и ми се допадна и текстот. И така. Што значи да многу обрнувам внимание и сакам ти се допадна и се направи песна. Да, и сакам текстот да има убава порака, бидејќи сметам како пеач дека имам голема одговорност што пеам. И оставаме голема порака на не знаеме на колку многу луѓе и на кого, што ќе му предизвика, да. И затоа внимавам текстовите секогаш да имаат една убава позитивна порака. И еве до сега одам во таа насока. Да, оди добро. Фала Богу. Јас сега ќе го барам рецептот на денот, иако Јованка рече, другарка ми рече, гибаницата дома да ја донесеш, не правам ручек денеска. Да. Да ја поздравиме другарката дека од гибаницата ќе остане само Г буквата. Ништо друго, се ова за нас. Ќе направам дома. Така. Ништо готви си денес, што ја ти правам. Денеска нека готви. Одиме со рецептот на денот. Гибаница, 500 грама дебели кори, 400 грама сирење, 4 јајца, 200 мл јогурт, 100 мл масло, 100 мл вода и за глазура една жолчка и 50 грама сусам. Велат, власите се скржави, но ова тебе богата ти дојде питава, не е со едно јајце, например. Бидејќи ми е мал процентот, значи бабата на мојот татко била влаенка, така да имам некоја 16-тинка влашко во мене, така да... Па затоа си слушавме песна долга, како велиме цела ноќ Валандово. Па зошто да не, кога се убави текстовите, така опишуваат... Така и убави песни, да. Убави. Зошто па да не се слуша? Па убаво, затоа ќе бараме третата песна, за да не расположиш. И јас ова зирна веќе се подпечува одозгора. Точно ви да мириса, на убаво. Ќе внимавам и чекаме песна, а потоа да ја видиме и готова нашата гибаница. Посакав да те допрам, времето да го сопрам, сонце посакав за нас. Посакав мирно море, неколку звезди горе, твоите раце, ти и јас. Посакав да сум птица, побарав многу лица, љубов менував за страст. Патував каде сакав,
сакав, сонував и се враќав, никој не видов ко нас. Сега сме толку далечни, нуди ме лажни прегратки, други нас не љубат, ама срце чува една одаја за нас. Одамна не сме заедно, душава нема мастила, песна пак се цеди, кој ли ќе ја среди та одаја за нас. Животот лагано си, разделба снег во коси, пустош остава сами. Исчезна сета радост, овена прва младост, кога замина ти. Посакав да сум птица, побарав многу лица, љубов менував за страст. Патував каде сакав, сонував и се враќав, никој не видов ко нас. Сега сме толку далечни, нуди ме лажни прегратки, други нас не љубат, ама срце чува една одаја за нас. Одамна не сме заедно, душава нема мастила, песна пак се цеди, кој ли ќе ја среди та одаја за нас. Песна пак се цеди, кој ли ќе ја среди та одаја за нас. Порано ја средувала свекрвата. А сега неколку евра во джепот и било каде средена одаја за двајца влюбени. Сам кога ќе си средиш, најдобро е. нели знаеш така е, каде ти е, што е, најубаво. кај си оставил. Така. Ама многу убава, како ви побарав да сум птица. Побарав многу лица, да. Да, многу убаво, многу убаво звучи. Баш ми е И во драго. твоја Значи тој изведба. момент Прекрасно, во веќе песната- влегува во уво и првото нешто ќе рече, ајде запи ми ја таа, побарав да сум птица. Да, па и се Убаво случува. мириса. Да. Јас само ќе ти подотворам. може, А може. колегите ќе се спремаат за да ја извадиш гибаницата. Ако ти е Ајде. полесно, прво можеш горе, па потоа на А даската. може и на даската Како директно. ќе ти биде полесно, затоа што е многу топло. Внимавај. Оф. Епа, Значи, побарав да сум птица. мене ми се Сега, допаѓа леле, како изгледа. Овде, ајде да ја видат гледачите, јас да си затворам мојот пријател шпорет овде и да го исклучам. Одлично. Мене ми се допаѓа како изгледа. Сакав да ја свртиш поинаку, за да се гледа. Ајде, сега ќе ја свртим. Сега, Затоа што ти така си ја местеше хартијата. па се не обидов, знаев каде е ножичката, но се обидов да ја Добро. поскратам од едната страна. Ете така, леле, што вкусно мириса ова вака сега. Та има и друга, да дополнам, доколку подготвуваат Така,
Може и некои со луѓе месо? што исто брзат, може и со месо, но може и да се исецкаат корите и да се стават во тоа и потоа уште Имаше побрзо. Многу убаво и интересно, но ова ми се допадна. И мене. Имаш подарок од нашите пријатели од МОС. Благодарам. Да си купиш нешто што ќе те подсетува на нашата емисија. Одлично. Фала Исто така многу. и ПКБеско те поздравува со Поздрав и пакет од мене. производи од ПКБеско. Одлично, ви Беше благодарам. успешна, следниот пат ќе додадеме и нешто од сувомеснатото од ПКБеско во самата пита. Може, За да биде може. и поинаква малку, нели? Повеќе од таа Да, страна. за различни вкусови. Ете така, ти благодарам Јованка што беше успешна и овој успешен рецепт што ни отпеа убави песни и ти посакувам многу успеси во иднина. И јас пак да се благодарам. Ќе се видиме, здравје Боже, благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи на Гответе со Дракче и благодарност на Канал 5. Се разбира, нашата телевизија. Драги наши, тука сме на самиот крај, оваа гибаницата едве чекаат да се изгасат камерите за да почнеме, нели, сите заеднички да ја вкусиме, да видиме колку нашата домаќинка ни направи убаво јадење за денеска. Ве оставам во добро расположение и се надевам дека и понатаму ќе бидете. Ве сакам.